се наоѓаме пред Министерството за труд и социјална политика. Слободно ќе кажам дека ова е партиското Министерство за невработеност и сиромаштво. Ова е бастионот на социјалната неправда. Република Македонија се наоѓа на европски врв по процент на невработеност. Званичната невработеност од 32% не прави неславни рекордери. И режимот на Груевски, наместо како што вети да испорача сериозна политика на економски развој што ќе отвара нови работни места, тие се вклучуваат акутниот проблем со невработеноста да го решат со пиши-бриши политика, со бришење од евиденција на огромната армија на невработени. Република Македонија е неславен рекордер и по огромниот процент на невработеност е младите. 56% од младите се невработени. И затоа не се случува класичен екзодус. Младите купуваат карта во еден правец и заминуваат од Македонија. И затоа режимот на Груевски нема. Можам надолу и на широко да ви говорам за така наречената портокалова реформа во областта на трудот и социјалната политика. Ама ќе констатирам, 7 години не е решен проблемот со стечајци. 10.000 граѓани галгаат по улиците за кота сува лев. Врхна хипокризија на оваа погубна политика е кога граѓаните кои беа прогласени за технолошки вишови согласно закон имаа право 5 години пред пензија да го користат тој надоместок, владата на Груевски тоа го скрати на само година и пол. И денес имаме нова армија граѓани по сериозна возраст кои на пазарот на трудот апсолутно никој не им дава можност да се заработат за кота сува. Во областта на социјалната политика навистина состојбата е катастрофална. Она што навистина успеа Спиро Ристовски да го намали бројот на корисници на социјална помош. Од 55.000 семејства, денес на сајтот ќе најдете дека само 36.000 го користат ова право. Уставот на Република Македонија на граѓаните им гарантира социјална заштита и социјална сигурност. Пред неколку дена се соочивме со начинот на кој се намалува бројот на корисници. Кога еден младенец ќе освои награда од 1400 денари и ќе ја посочи трансакцијската сметка од својот татко, Патем е корисник на социјална помош, не само што ќе ја скратат за цела година оваа социјална помош, туку ќе ги примораат истата да ја врати во една рата за 12 месеци. Тоа се вика вистинска социјална неправда. Врх на лицемерието на Спиро Ристовски е кога слушаме како сака да се пали дека со не знам колку проценти зголеми износот на социјална помош. Колку викува да се откаже од својата министерска плата и своите привилегии само на еден месец ден. И нека се обиде со своето семејство да преживе со околу 2800 денари колку во просек изнесува социјалната помош за еден месец за едно просечно македонско семејство. Проблемот, овој акутен проблем на земја, според лондонски економист, е земја на мизерија, земја на огромна сиромаштина. Навистина заслужува посериозен однос од она што значи обезбедени бесплатни карти за опера и балет за оние што во контейнерите се обидуваат да најдат корка суфлет и да го преживеат. И затоа сме тука. Затоа отпорот продолжува. Ќе продолжува и од утре со ист изголемен интензитет. Ќе тропниме на врата на сите режимски институции, кои наместо граѓаните го предпоставуваат режимот на фамилијата на Никола Груевски.